38-годишниот Рамадан Адеми почина, а уште две лица се тешко повредени по синоќешната тепачка пред кафеаната Либаба во Тетово. Во објектот имало приватна забава, за која било ангажирано тричлено обезбедување. Околу 20 часот и 30 минути, три непознати лица сакале да влезат натре. Биле спречени од обезбедувањето, кој им посочило дека се работи за приватна забава на која не може секој да присуствува. Тогаш еден од нив извадил нож и им нанел тешки убодни рани на тројцата обезбедувачи, пошто напаѓачите избегале во непознат правец. Повредените биле пренесени во Тетовската клиничка болница. Рамадан Адеми и 31-годишниот Нусрет, поради тежината на повредите, биле пренесени на Скопска клиника. Таму утрово околу 2 часот Адеми им подлегнал на повредите. Третата жртва на напаѓачите, 30-годишниот Башким, е задржан во Тетовската клиничка болница и не е во животна опасност. При увидот на местото на инцидентот, пронајдени се траги за вештачење, крв и црна платнена футрола за нож. Со оглед на тоа што се поминати само неколку часа од самиот настан, се уште е рано да се зборува за целосно расчистување, меѓутоа доволно активности беа превземени, одреден број на лица веќе се повикани на разговор, по целосно расчистување и документирање на случајот ќе бидат поднесени и соодветни пријави. Не само директно поврзано со овој настан, туку и генерално ние ги зголемуваме нашите превентивни активности, но превентивните активности не би дале голем резултат доколку оној репресивен дел или откривачката функција не е на соодветно ниво и токму затоа ние правиме максимални напори за целосно расчистување на настаните. Впрочем, вие бевте сведоци во изминатиот период и на други настани кои ги вознемирија граѓаните, кои во експресен рок од страна на Министерството за внатрешни работи беа расчистени. Полицијата информира дека едно лице било приведено, но се утврдило дека не е поврзано со настанот, а на разговор биле повикани повеќе други лица. Идентификуван е и 22 годишен тетовец кој е осомничен за можен сторител на убиството.